Итна измена во законот за тутун со која ќе се забрани увозот на странски тутун, се додека не биде откупен и последниот лист од домашното производство. Ке побараат градоначалниците и пратениците од Пелагонискиот регион, каде тутунопроизводството е стратешка земјоделска гранка. Освен ова, градоначалникот на Прилеп, Борче Јовчевски, со допис веќе побарал земјоделскиот инспекторат да посвети поголемо внимание и контрола на откупните пунктови, со цел маката и трудот на тутунопроизводителите да бидат соодветно вреднувани со реални откупни цени, а што не е случај во овие 15 на дена откако е започнат годинашниот откуп. Незадоволството на тутунопроизводителите, јас како градоначалник го слушнав и дојдовме до еден заеднички став дека во иднина редовно ќе бидеме информирани со откупната цена на тутунот. Тутунот како земјоделска гранка е од витално значење за овој регион и тоа како допринесува за локалната економија. Тутунарите пак на оваа прва средба со градоначалникот се пожалија дека доколку навреме не се преземе нешто конкретно, годинашниот откуп ќе има истата судбина како и лани, односно тутунарите ќе бидат пак катастрофално оштетени и покрај евидентно високиот квалитет на родот. Просечната цена која што во моментов е постигната на откупните ваги е незадоволителна и тутунарите се во една, да речам, незавидна положба каде што успешна реколта со висок квалитет повторно ќе се земе за мизерни цени од 180 денари, цена која што ни ја представува Државниот земјоделски инспекторат како показател од Министерството за земјоделие. Меѓутоа, реакциите од терен покажуваат дека таа цена е фингирана и дека таа се движи околу 160 денари. Инаку, од почетокот на откупот, а кој стартуваше на 15 декември, до сега се откупени 7.500 тони тутун, при што Министерството за земјоделство тврди дека просечната откупна цена е 188 денари, а додека тутунарите велат дека е 160 денари и е далеку од онаа цена од 230 денари, која барем приближно би им ги покрила трошоците. Годинашниот род, кој е доста квалитетен, тутунарите велат дека ќе тежи под 20 милиони килограми, наспроти тврдењата на државата дека ќе изнесувал 22 милиони килограми тутун.